Биди мудар на зборови, а уште помудар на дела. Вредноста на човекот се наоѓа во неговото срце и во неговиот јазик. Борбата за опстојување на јазиците во светот е процес сличен на еволуцијата, а зборот како и генот ќе опстојат зависно од тоа колку се користат и промовираат. Деновиве, како никогаш досега, законот за употреба на јазиците ја тресе јавноста и ги распали зборовите. За едни тој ги унапредува правата на заедниците, за други е надвор од уставот и од рамковниот договор. Дали по 16 години се затвора и последното отворено прашање од рамковниот договор или се отвора нов јас на културна, етничка, општествена поделба. Вечерва во 24 отворено на оваа тема дебатираат Елка Јачева Улчар од Институтот за македонски јазик. Добро вечер и добре дојдовте во студиото на телевизија 24. Аналитичарот Алберт Муслиу. Добро вечер и за вас. Прв пат исто така во 24 отворено. Господинот професор Владо Поповски предава историја и важи за добар познавач на овој сегмент, барем така се представува во јавноста, сега ќе видиме, се разбира. Беше најавен професорот Људмил Спасов, меѓутоа тој денеска не беше во можност да присуствува, така да него го снимивме со една изјава која што подосна ќе емитуваме. Аналитичарот Предраг Арсовски е затоа тука, кој што со своите тези е секогаш интересен во јавноста и има што да каже. Добро вечер и за вас. Вечерва се разбира после 20 часот и 30 минути навиваме за Македонија во ракомет, а тука сега навиваме за добра дебата. Професорке Јачева, законот за јазици крена доста прашина во јавноста, се чини особено од фелата која што вие тука ја представувате во јавноста. Што значи оваа дефинирана јазична рамноправност? Дали е на штета на она што велиме македонски идентитет, јазик? Не можам да речам дека е на штета на македонскиот јазик, затоа што не задира овој закон во идентитетот и изгледот на македонскиот јазик. Значи, со овој закон не се менува ниту правопис, ниту граматика, ниту лексички фонд на македонскиот јазик. Просто се задира во статусот на македонскиот јазик, во неговата употреба. И тоа и вака строчениот закон што е представен пред нас беше спорен меѓу моите колеги во Институтот за македонски јазик, најпрво затоа што носи еден наслов, интересен наслов, Закон за јазиците, за употреба на јазиците, при што имаме чувство, не имаме чувство, туку гледаме дека освен во почетниот дел каде што се спомнува македонскиот јазик, во надолу во текстот за цело време кога се зборува за законот за јазиците, се мисли конкретно на албанскиот јазик и тоа е дадено во заграда. Нашата првична реакција се однесуваше на тоа дека еден таков закон, кој што во својот наслов содржи уште и проценти, дека не може да се носи во време кога ние имаме растојание од последниот избор, од последниот попис на населението до денес 15-17 години. Да, ако можам да сватам, вие имате забелешки на некои статусни определби околу тоа како се користи, а не на она што тоа значи за изгледот на државата и за изгледот, впрочем, на национите во државата. Значи, не мислам тука на јазикот. Мислам на изгледот на државата. Вака срочениот закон носи кон бинационалност на државата. Федерализација. И федерализација. Добро. Муслиу, да ве прашам вас веднаш, дали вака срочениот закон е опасност за федерализација на Македонија? Не. Не е опасност. Дури ја мислам дека поранешната верзија која се уште актуелна, се додека не се усвои пак овој закон, беше таа која даваше примеси на федерална држава. Знаете, во една држава сите закони важат на цела територија, ако не се подразбира тука локалната самоуправа. Ние имавме закон во Македонија
вклучувајќи ги и промените 2001 кои важеа по една строго територијална линија, важеа во Куманово, во Скопје, во Гостивар, Тетово, па се до Струја, така да дава некоја линија и не верувам ја дека ова е вовед во федерализација. Нити па федералните држави во светот се организирани околу јазикот. Концептот на државата е нешто друго и може за тоа да спориме. Дали интересна теза. Вие сега да кажете дека овој закон ја потенцира унитарноста на Македонија? Ја потенцира унитарноста и генезата на овој закон е направена 2001 со донесувањето на Охридскиот рамковен договор и уставните промени кои се таму меднати. Кај нас непотребно во јавност да се промовираше теоријата дека тие промени во рамковниот договор се однесуваат само на локалната самоуправа, иако таму беше стрикно определено кој јазик и во која организациона единица се користи. Дали важи за централно ниво или важи за локално ниво. Пак тука ја слушам дефиницијата дека пописот не е направен. Значи, ова важи за граѓани на Република Македонија и нив ги има 2,5 милиона, не ги има. Ние, население во Македонија имаме можда 1,800,000, ама граѓани имаме повеќе од 2,5 милиона, затоа што имаме голема емиграција. И сите тие се граѓани кои имаат статусно право во држава Македонија, имаат право. Добро, тоа е предмет на толкување веќе, бидејќи заради тоа пропадна и пописот во 2011 година. Види, 2001 терминот повеќе од 20, закон кој јазик кој го зборуваат повеќе од 20 постои беше користен затоа што ни во тоа време, па ни сега политичарите немаа храброст да кажат за кој јазик зборуваат. Овде во законот само во едно место, каде што се зборува за агенцијата, се потенцира албанскиот јазик, а сите ние знаеме за кој јазик се работи и го кршиме јазикот со таа тешка дефиниција закон кој зборува на повеќе од 20% не е македонски јазик, затоа што нема храброст ни тогаш, ни сега тоа да се регулира. И второ, еднаш стекнато право не може да се повлече. Така да тоа право кој произлегува од уставните промени и амандманите, тоа право не зависи од пописот, затоа што нит па Охридскиот договор беше договор кој произлезе од некои пописни резултати. Туку беше рамковен договор кој овозможуваше и овозможува на оваа држава. Добро, интересно дека професорката Улчер го спомена пописот, претпоставувам дека вие мислевте дека ако пописот покаже други бројки од тие што биле 2001-та, дека 2002-та, дека можеме да имаме различно генерирање на овие законски нормативи сега? Не, туку сметаме дека треба за штом се донесува ваков закон, реков и претходно, кој што во својот наслов имаат проценти, дека би требало да се направи да не е потребен попис. И конечно да видиме вака имаме, значи, внесување на двојазичност во земјава без постоење на реална двојазичност. Да се до изразам. Значи, тоа е направено 2001 година и со уставните амандмани, мислам, 2002 кои се донесува. И таа реалност тогаш се воспостави. Друго беше толкувањето кое кај нас само што не внесе во поголеми тензии помеѓу заедниците, па дури и некои анимозитети се ствара кон јазиците, не само во македонската заедница, туку и во албанската, да беше по-широко толкуван тој амандман на Уставот, мислам дека оваа тема веќе беше заборавена до сега. Да не забораваме, ми имавме и случај и со образованието на албанците, универзитетското образование. Раните 90-ти години ми имавме штрајкување со глад, истиот вокабулар тогаш беше представен, дека ќе се федерализира државата, дека ќе им се подели државата, дека општеството ќе им се подели. Сега никој не зборува за тие универзитети. Да, Улча, зошто сметате дека е опасност ако се даде на поголеми јазични права на некоја друга национална заедница? Не сметам јас дека се да поголеми јазични права. Правата си се дефинирани и тие права ги имаме веќе уште во оној закон од 2008 година и од 2011 година. Од ова што го правеа колишките, што правеа анализа на законот, кои што се занимаваат со социолингвистика и со јазично планирање, излегува дека овој закон ги надминува она што е дефинирано со Уставот. И на свој виден начин влегува и засега и други закони и влегува во некаква колизија. Влегува во законот за употреба на македонскиот јазик. Еве овде во член 4 се вели дека
Со овој закон не се ограничува правото на припадниците на националностите на службена употреба на јазикот и писмото на националностите во единиците на локалната самоуправа, согласно со Уставот на Република Македонија и закон. Веќе во овој закон од 2017 година имаме дека во сите органи на државната власт во Република Македонија, централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, установи и организации, комисии, правни лица кои вршат јавни огласувања согласно закон и други институции, службен јазик покрај македонскиот јазик и неговото писмо е јазикот што го зборуваат 20% од граѓаните. Излегува дека ние имаме од една страна овде, во овој закон за употреба на македонскиот јазик само на локално ниво, а ова е веќе една проширена употреба на државна. Кратка реплика од Муслимов, па одиме со вториот дел од панелот. Треба да се направи една дистинкција. Значи, највисок правен акт е Уставот кај нас. И овој закон е согласно Уставот. Ние имавме исто така полемика и дебата во јавноста. Од каде знаете вие дека е согласно Уставот? Затоа што ја претпоставам дека согласно Уставот, затоа што истата таа реченица се користи во Уставот и се додава на начин регулиран со закон. Значи, кај што се одредува службениот јазик на ниво на држава. После има член пониско, значи амандман 5 мислам дека е тој, кој го уредува користењето на јазикот, кај што се вика во службен јазик во Република Македонија, македонскиот јазик и неговото кирилично писмо, истото е единствен јазик на комуникација во меѓународните односи и вика исто така друг јазик кој го зборуваат повеќе од 20% е службен јазик, запирка на начин регулиран со закон. Второ, кај нас имаше јавна дебата, имаше многу дебата во општеството, дали другите закони, дали ќе навлезе овој закон во другите закони кои се гласаат со 2/3. Ако тие закони не се согласно Уставот, а Уставот определува дека во Македонија исто така службен јазик е јазик кој го зборуваат повеќе 20%, тогаш тие треба нивната уставност да се определи, а не уставноста на овој закон. Кај нас траумата општествена е затоа што ви велам, 2002 се тргна во погрешен правец, каде што не се правеше дистинкција помеѓу користењето на албанскиот јазик на локално ниво и на централно ниво. И не е тоа единствениот пример од Охридскиот договор, каде што нема еднаквост толкувања, ќе ви дадам подоцна повеќе. Збор, господине Поповски, влегува ли овој закон во рамките на Уставот на Македонија, според она што успеавте вие да го видите досега од него, бидејќи се разви тој дел од дебатата веќе? Па видите вака, ако критериумот е строго правен, значи без политизирање, но претходно би сакал да кажам дека е добро што владата се обидува да го реши проблемот на употребата на јазиците во делови и во области во кои тој не се остваруваше, а правата на употреба беа признати. Во однос на Охридскиот договор и во однос на Уставот на Република Македонија имаше определени делови кои што останаа, така да се каже, неактивни, нереализирани во праксата. Меѓутоа, на вашето прашање директно да одговорам. Ако строго правно се гледа, може прво да се констатира дека овој закон како уставен основ го има амандманот 5 и тоа ставот 1, ставот 2 и ставот 5 и ставот 6. Првиот и вториот се однесува на статусот на службеноста на јазиците, македонскиот и албанскиот јазик. Македонскиот е на цела територија и во меѓународните односи. Албанскиот јазик е исто така, се однесува јазикот кој што го зборуваат повеќе од 20% граѓани, е исто така службен, како што е определено во тој член на Уставот, што значи дека тоа е рамката во која он може да се употребува било еднакво со македонскиот како службен јазик, и тоа е во амандманот во ставот 6 на локално ниво секаде каде што на 20 покрај македонскиот јазик и кирилското писмо и јазикот што го зборува 20 и тоа писмо се исто така службен јазик, што значи дека таму има равноправност комплетна. И не само за албанскиот јазик, туку и за сите други кои што на локално ниво исполнуваат 20%. На републичко ниво, значи онамо кој што беше практично подотворена вратата за да можат политичките
сили или владеачката коалиција да го реши во рамката на Охридскиот договор и пораките тамо кај што се за заедничка држава, мултиетничка, мултикултурна, која што мора да биде унитарна, територијалниот... Добро, да, ова ја засилува таа мултиетничност и унитарност? Јас, видите, решавањето позитивно на јазиците апсолутно ја одржува мултиетничноста. И може но да зависи што подразбираме под позитивно решавање. Ако имаме големи реакции во јавноста, дали е тоа позитивно решавање? Само ова да ви кажам. Што значи дека во секој еден момент, па дури ако сакате, земете во секој еден период, кога се решават некои прашања околу јазикот, се постава прашањето колку тие новини имаат употребна вредност од становиште на правата на граѓаните. Значи, дали ја унапредуваат нивната позиција како рамноправни граѓани во комуникациите, во постапките и во другите области каде што имаат интерес, еднакво како и македонците, и во таа смисла одмереното, реално, правилно, апсолутно ја стабилизира мултиетничност, а мислам дека Република Македонија без мултиетничност не може да се замисли. Ниту можела историски да се замисли, ниту актуелно, ниту во иднина може да се замисли. И тој континуитет на мултиетничност е ставен во Охридскиот договор, дека мултиетничноста во општеството мора да се задржи и да се одрази во јавната сфера на сите нивои. И сега е областа на јазикот. Вие сте можеби првиот представник на ВМРО ДПМН што, мислам, кој што е дел кој што го поздравува овој закон, ако така можеме да морам да ви кажам дека не знам дали сум прв, втор или во која ми е позицијата, но тоа е моето мислење. И сега во таа смисла на вашето прашање, строго реално, ова правнички, законот со своите решенија излегува надвор од амандманот 5, став 5, бидејќи во ставот 5 стои дека друг службен јазик се однесува на ставот 2, може да се користи во органите на државната власт во Република Македонија согласно со закон. Што имаме тука? Прво имаме две различни дикции. Може да се користи и е исто така службен јазик. Во Уставот тие две дикции се употребени и се јасно покажани дека кога се вели исто така службен јазик се однесува на локално ниво спрема Уставот. А кога станува збор за органите на државната власт во Република Македонија се употребува дикцијата може да се користи согласно со има простор за толкување. Ќе ви дам понатаму збор за да го доразработуваме Уставот. Имате 10 секунди. Не само ето тие 10 секунди вака ќе кажам дека во амандманот 5 алинеја 5 органите на државната власт, а во членовите 2 и 3 нема само органи на државна власт, туку има установи и јавни предпријатија, ради од дифузија и така натаму. Добро, благодарам. Господин Арсовски, законот беше потреба политичка на оние што се сега во владината коалиција или извира од она што се вели граѓанството во Република Македонија за проширување на јазичните права? Мислам дека не може да се толкува овој проект како целосно лексички или правен. Се разбира дека законот за јазиците е политички проект, кој има генеза, сакате подалека, почнувајќи од Охридскиот рамковен договор, сакате подоцнажно од потребите на целосна интеграција на сите етникуми во конкретниот случај албанскиот и македонскиот. И тука слушаме многу аргументи во јавноста кои морам да признам дека во најголем дел ми се гледаат езотерични. Мислам дека не се примерени за оваа ситуација во која се наоѓаме, бидејќи треба да бидеме малку практични околу тоа како изгледа сегашната политичка ситуација, како изгледа државата и како би изгледала државата по спроведувањето на ваквиот закон евентуално. Се гледа дека намерата на законодавецот е слична, јас не сум правник и не можам да ги толкувам нијансите на Уставот. Меѓутоа, мене ми изгледа дека намерата на законодавецот е многу слична со намерата на
уставотворците и оние на Охридскиот рамковен договор, а тоа е целосна интеграција и со тоа зголемување на унитарниот карактер на државата и задржување на мултиетничност. И ако е прашањето само дали еден член со пошироко толкување или со потесно толкување би можел да го спречи или да го спроведе овој закон, треба да го прифатиме поширокото толкување. Благодарам. Само да довршам. Аха, добро. Потоа, не гледам во дебатава која ја следам, не гледам како му е на македонскиот јазик на било каков начин наштетено. Ние не можеме да разговараме дека сакаме да ги ограничиме правата на еден етникум во државата, кога ниту еден член во тој закон на ниту еден начин не го намалува опсегот, употребата или правото на користење на македонскиот јазик. Како сме ние како македонци оштетени затоа што нашите сограѓани албанци имаат право да го користат албанскиот јазик? Професор Кулчар, улогата што е одиграла македонскиот литературен јазик во низ македонската историја е многу значајна и важна. И во времето на соседските проблеми кои што сме ги имале не само во овие изминати години, туку и порано. Во каква позиција влегуваме сега? Бидејќи јас од тоа што можев да го сватам од ставовите на професорките, мислам дека станува збор за проблематизирање на она што се вели на тамошна борба за обстојување на македонскиот идентитет, иако не можам до крај да се согласам со тоа. Значи, само сакав да се надоврзам на претходниот дискутант. Ние реагираме во смисла на тоа што со овој закон сметам дека се губи основната функција на македонскиот јазик во македонската држава, а тоа е дека ние на овој начин и со овој еден закон практично поддржуваме паралелно постоење на двата ентитета без основно средство за комуникација. Значи, ние немаме во овој момент во Македонија, без некои поопсезни истражувања, немаме двојазичност онаква каква што сме имале во времето на Југославија. Значи, колегата Муслиу зборува македонски одлично и нема проблем во таа смисла. Вака како што се поставени во моментов работиве. Овде не гледам ништо како што ќе се прави со јазиците во образовниот процес. Значи, ние го губиме основното средство за комуникација кое досега е македонскиот јазик. Имаме во младата генерација, кај младата популација, родена 90-тите години, имаме една ситуација кога ниту албанските деца го зборуваат македонскиот, ниту па македонските деца го зборуваат албанскиот. Ние, значи, на овој начин сметам дека не правиме никакво, како да ви кажам, никакво завоиднина, не спроведуваме некаква интеграција, туку мене ми се чини дека ние само повеќе и повеќе живееме паралелно. Ние не знаеме ништо едните за другите, освен што си честитаме празници, верски празници по повод Бајрам или по повод Интересна теза што оди спротивно на она што го зговоревте за унитарноста на државата, дека се засилува, зајакнам со аргументи. Значи, овој закон го уредува односот на граѓаните кои зборуваат јазик, значи албанскиот јазик, со институциите, а не граѓаните меѓусобно. Значи, во една парламентарна демократија, граѓаните меѓусобно, ако неќе, не морат ни да разговараат. Но, ако во едно општество се прави атмосфера да тие заедници комуницираат, имаат интеракција, тогаш таа интеракција ќе има и резултати. Видите, вие рековте дека има млади кои не го знаат јазикот, а овој закон тек се носи. Значи, не е проблемот во јазикот. Проблемот кај нас е во атмосферата која се креирала, некоја сме наследели и од бивша Југославија, дека една заедница треба да го учи другиот јазик, а другата не сме. Затоа, ја го зборам македонскиот јазик, а сум учил и во основно и во средно на албански. Сум имал предмет од македонски јазик и литература, но исто така сум имал биологија, сум имал хемија, физика и не сум експерт ја за сите предмети. Кај ја да ги знаев сите, како што го знам македонскиот јазик. Но ја знам и српски, знам и англиски, и тоа е дел од мојот начин на однесување со општеството. Кај нас, ја ве уверувам, со протестите кои се случува во раните 90-ти години, со оваа атмосфера негативна која се креира во однос на законот кој го регулира односот на албанците со институциите
и отвореноста на институциите за тие албанци не се зголемува таа хомогеност или таа интеракција помеѓу заедниците. Само се ствара анимозитет. Имав една интересна случка. Денеска бев по доктори ради татко ми и едно девојче од, мислам дека беше од Слупчани, не знам каде, 11 години, живела 4-5 години вон Македонија, со докторот се разбира на англиски и не видов нервоза на ниедна страна. Но ве уверувам, ако тоа девојче осети атмосфера во Македонија, дека сите страни се толерантни кон јазиците, сигурно таа ќе, ако сака да комуницира со мнозинското население во Македонија, во секојдневната комуникација, значи хармонијата помеѓу заедниците не се прави само преку институциите. Вие во парламентарна демократија или во либерално-капиталистичко општество може да ангажирате адвокат и тој да зборува со институциите, вие не мора збор да зуснете. Значи, не сум го научил ја јазикот затоа што сум морал да комуницирам со институциите, туку затоа што сум се уверил дека што повеќе јазици знам, полесно ќе комуницирам со другите и сум поконкурентен. Така да ви велам, целата атмосфера се прави со негативен пристап. Значи, не може здобивање на некои права на една заедница да значи наштетување на другата. Јас се слагам дека овде не се вклучени и помалите заедници. Но тоа е мана на рамковниот договор. И не е ова единствен момент каде што се прави дистинкција помеѓу најголемата немнозинска заедница и другите. Комитетот за меѓуетнички односи има 7 македонци, 7 албанци и 5 од другите заедници. Значи, се прават тие дистинкции. Ја ви велам, тој Охридски договор бил таков и така се рефлектира. Значи, поинтата ми е дека нема основа за ваква проширена употреба. Нема во нашиот, за да се дојде до ова нешто, за да се дојде до ситуација на двојазичност, сметам дека и едната и другата заедница треба да го познаваат јазикот, а со законот само да се официализира. Секаде во светот имате официјален јазик на една земја. Или повеќе. И имате регионални јазици. Овој модел што сега го имаме што се предлага во Македонија, мислам дека води кон официализирање на 2 службени јазика на целата територија на Македонија. Господин Поповски? Сакал да ја прокоментирам тезата на господинот Петар за тоа дека станува збор сега за еден вид на политичка спогодба на владеачката коалиција, која што оценила дека во ова време Република Македонија се наоѓа во крупни проблеми кои што треба да ги решава и преку аспектот на консолидирањето на внатрешните односи. И доколку се прифати таа тема, мислам таа теза, веќе може да се разговара за законот. Може да се констатира дека законот во одредени аспекти го надминува Уставот или го релативизира Уставот или го заборава, така да се каже, Уставот, ценејќи дека не може во овој момент владеачката коалиција да го смени Уставот, сложена е процедурата, менувањето на Уставот е со 2/3 и се оди преку законско решение, па произлегува дека одговорноста ја превзема владеачката коалиција за тоа дали проценката дека е важно врз база на една поширока политичка спогодба да направи унапредување на употребата на јазикот надвор од некои правни, стриктни граници што ги предвидува Уставот или не, и времето ќе покаже доколку биле во право и доколку се стабилизира внатрешната ситуација и се постигнат оние резултати, да речеме звездените резултати. Мислите на тоа Европска унија? Да, на тие најкрупни прашања, тогаш ќе им се честита што биле храбри. А ако се искомплицира, ќе го поведат, да речеме, товарот на одговорноста, тогаш ќе се врати целата ова дискусија одново. Затоа јас предлагам да ги абсолвираме овие аспекти, дали го нарушува унитарниот карактер или не, бидејќи се тоа релации кои што се посредуваат само со една логичка
ама реторички логичка аргументација со инвенција која што не мора да биде препознатлива реално, да се вратиме ние на анализа на законот, од становиште колку тој ги унапредува правата на граѓаните, колку тој не пречи на ефикасноста на функционирањето на државните органи со се она што е ставено како нивен товар и колку Република Македонија има капацитет. Мислите да финансиски, човечки потенцијал за да тоа и функционален. Да, во смисла да може тоа да се оствари, а при тоа да не ги наруши односите. Добро, бидејќи претпоставувам тука има и завршни преодни одредби кои што предвидуваат период кога може ќе профункционира законот, бидејќи треба да се создадат услови. Послаб како текст, како инструмент, бидејќи содржи конфузни решенија, нејасен правен израз. Зошто мислите дека содржи нејасни решенија за да може политичките партии да си го толкуваат така како што сакаат? Не, овој закон дава основа да се нагодува што му е целта на одреден член, да се спори, да се толкува и да се спори дали е едното точно или е другото точно, бидејќи тој не е, така да се каже, прецизен во номотехничка смисла, не е јасен, едноставен и прецизен за употреба. А второ е прашањето. Но зошто? Зошто е така? Оние решенија што се даваат во одредени области, особено во областа на установите, каде што влегуваат школи, болници, универзитети, на јавните предпријатија или друго, е прашање дали тоа може да се оствари, да се носи, а да не ги дезавуира комплетно тие институции во нивната способност да функционираат на планот на основната дейност. Не мислите дека тоа повеќе техничко прашање, а не суштинско? Тоа е правно прашање кое што може да произведи и политички консеквенции. Бидејќи има некој решение, ево сега, ако сакате, во 2 члена се форсира употребата на јазикот, поврзано само со еден присутен човек. Например, ако има постапка судска некоја, само доколку судијата во судскиот совет, например, 3 суди се го судат сето тоа, а ниедна странка не говори албански јазик, например, или друг јазик, туку сите се странки македонци, тогаш според законот целата постапка мора да се води двојазично, само заради тоа што судијата, кој што е државен службеник, извинете, и обвинителот се албанци. Или директор на установа, например, ево, средно училиште. Во училиште во кое нема албански паралелки. Сите се македонски паралелки. Меѓутоа има поединци албанци кои што учат во тоа. Ево, гимназија една, да земеме, масовна за економски или правни прашања. Директор може да биде албанец доколку има авторитет лично. И сега, според законот, ако директорот припаѓа на тоа и во тој случај, тој мора во комуникацијата службена да го употребува и тој јазик, тоа е дикцијата на овој јазик. Што значи? Извештаите што ги праќа до Советот на град Скопје за работата од минатата година, програмите за идната работа треба двојазично да ги праќа, а не би ги праќала ако е директор македонец. Арсовски, да, сметате ли вие дека се гетоизирали апсурдности за кои што говори Поповски можат да избегаат од суштината на законот и да ги доведат функциите во една многу нелагодна позиција со самото тоа функционирањето на органите и државата? Видете, теоретски, да. И мислам дека е тоа единствената дебата која вреди да се води. Мислам дека овие сите претходни дебати околу тоа дали е јазикот штетен или не, дали е законот штетен или не, законот не е штетен. Бидејќи не му наштетува на употребата на македонскиот јазик, ниту на статусот на македонскиот јазик на ниту еден начин. Само дозволува втори јазик да е во службена употреба. Потоа, дали придонесува или не придонесува до унитарноста, и тоа е исто така апсолвиран аргумент. Што е унитарност? Тоа е лојалноста на граѓаните кон државата во основа. Вие кога имате една заедница која се чувствува повеќе дома во Македонија, по унапредувањето на употребата на нивниот јазик, можете само да ја зајакнете унитарноста, а не да ја намалите.
Трето, дали има светски примери? Апсолутно има светски примери. Македонија е една од ретките земји која има малцинство од над 20%. Таму каде што тоа постои, во некои сојузни држави, во Соединетите Американски држави, во Швајцарија, во Белгија, например, скоро секаде во втора службена употреба е јазикот кој го говори малцинството. Потоа, историјата покажува дека како што повеќе ги унапредуваме правата на албанската заедница, така интеграцијата се зголемува, а ние ништо не сме изгубиле. Имавме на крај избори во кои албанците масовно гласаа за една македонска партија. И на крајот, мислам дека единствената дебата која вреди да се води е како тоа ќе функционира во реалноста. И дали сме направиле доволно квалитетно решение кое нема да не блокира во некакви бескрајно комплицирани или, уште пострашно, скапи процеси за овие примери, например, кои ги зборуваме, например, ако се појави еден албанец на судење во Делчево. Се дали тоа ќе го направи процесот целосно невозможен таму. Тоа е дебата која вреди да се има. Меѓутоа, на крајот тоа значи само поскапа државна администрација. Мултиетничноста е скапа и за држава која може да си дозволи да подели околу 30.000 евра бонуси на членовите на ДИК, мислам дека може да си го дозволи и ова. Во сегашните решенија, дури и некој од Бурунди да оди во Делчево, ради фер судење, мора да му обвезува превод. Така да не е тоа нешто што ќе го оптерети. И второ, демократијата е скапа работа. Знаете, не можеме секогаш од економијата да се врзуваме, затоа што најевтино е да немаме избори, да имаме еден крал и да се спроведува владењето, и тоа би бил најевтиниот начин. Така да демократијата, како и другите обврски од државата кои се, и ова ќе биде една од товарите кои ние као општество ќе го носиме. Него сакав само едно до објаснување. Професор, рековте во член 1 се вика органите на државната власт, во алинеја 3 на член 1 овде вика во сите органи на државната власт на Република Македонија забирка. Вика централни институции, јавни предпријатија, агенции, значи сите чиво владење. Да, ама што е друго власт, ако не објаснам? Не, установи и јавни предпријатија не се органи на власт. Ама тие се формирани од централната власт. Овде се мисли на институции, кои ги владеени? Не, сами се управо според закон, они обавуваат дејност, они не обавуваат, не генерираат власт. Ама значи не е исто орган формиран од парламентот и од локалната самоуправа, и собранијата на општините имаат право да формираат јавни предпријатија и парламентот има право да формира јавни предпријатија. И тоа е пренесен и од дел на државната власт. Бар така тие го објаснуваат ова. И разликата на овој амандман, друг јазик што го зборуваат на веку 20, овој амандман 5 алинеја 1. И овој вика, разликата е само што овде пише согласно овој закон, а во уставот пишува на начин уреден со закон. Тие се паралелни изрази, слични, меѓутоа на кого се однесува тотално е различно, бидејќи во алинејата 5 стои дека во органите на државната власт. Овде има институции кои што воопшто не се органи на државната власт, кои што се установи болници, школи, факултети, јавни предпријатија и слично, кои што обавуваат дејност. Според тоа, значи се проширува тој диапазон на употребата. Можеме да земеме, ако е некаква политичка спогодба се смета дека е потребно и во таа смисла, да оцениме капацитетите на општеството, не само финансиски, не станува збор за финансиски, току и кадровски, а во исто време и функционално, дали тоа ја намалуваат или ја блокираат способноста на обавувањето на дејноста со оглед на овие решенија. А некаде имаме абсурди. Например, вели вака, доколку избраното или именуваното лице припаѓа на заедница која на албанска заедница која говори албански јазик, тогаш неговата комуникација е и на тој јазик. Ако не е директорот од именуваното од тоа, тогаш не се однесува таа установа ќе комуницира само на едниот јазик. Например, вака ево овде вика и учесници. Има и други нејасноти. Не, има и вика учесниците. Господине Муслим, во однос на ученик кој што е, например, албанец во македонска паралелка. И сега има некој со оглед на статутот некој прекршок. Како ќе
го вика директорот и да разговарат. Како ќе разговара? Детето ќе каже, се додека не ми донесете преведувач, не разговарам со директорот, а особено ако дојде со инспектор од овој што казнува, мислам, заради неспроведување. Со што е нарушено правото на функционалност тука? Да, нарушено е. А кој е? Ќе се обезбеди преведувачи, тоа ќе се во направи. гимназиите и во школите додека например се расправа со некое. Видите, ја прво не верувам дека децата ќе го искомплицираат, осем ако не сега да побегнат од ова се екстремни ситуации или реална опасност, господи Улчер, ве замолувам? Видите, со оглед на тоа што овој закон предвидува да постои агенција за спроведување на Малку законот. потивко тамо. Значи, со оглед на тоа што предвидува законот да има агенција за спроведување на законот и инспекторат, значи ова што го кажува и господин Поповски. Дека е можно да се случува на терен реално и да се доведеме во една таква ситуација каде што две деца нема да комуницираат зашто ќе речат ајде ми треба преведувач. И од премиерот дека во таква ситуација, значи ние сме јас доаѓам од Институтот за македонски јазик и таму имаме двајца колеги кои што се запишани кај нас на постдипломски студии и некои се албанци. Според овој закон, тој има право да дојде и да побара, да ја следи наставата на албански јазик, при што никој од нас не знае албански, и треба да му се обезбеди комуникација на албански јазик и сето тоа, така ни беше објаснето, а ова и го гледаме и овде во законот, дека ќе го прави агенцијата. Ја не знам во кој дел баш е регулирано тоа за постдипломците, пошто има јас кажувам пример дека имаме и тој со право повикувајќи се на овој закон, треба да си го оствари тоа право, нели? Да следи настава на албански јазик, дали навистина законодавците не беа доволно јасни во регулирање на овие работи како што се толкува. Треба да се цитира конкретно некој член за да знаеме кој е тој кој има аномалии. Океј? Така да не можеме паушално. Ја не знам кој член би го регулирал ово дека постдипломец кај вас би барал да следи настава на албански јазик, а студира македонски јазик, пошто тоа може да го прават, може било кој македонски студент да го бара на студии за англиски јазик, затоа што таму студира англиски јазик, а македонскиот јазик е службен. Мислам, овие се примери кои не се одействуваат баш на тоа. Потоа има диспропорција меѓу законот за употреба на македонскиот јазик и овој јазик, и овој закон. Значи, законот за употреба на македонскиот јазик треба да се унапреди и ако не се поштува користењето на македонскиот јазик треба да се санкционира. За спроведување на правата за законот за употреба на македонски јазик имаме едно тело советодавно до владата во кое што немаме вработени лица. Тоа се состои од 9 стручњаци кои што и даваат совет на владата што е потребно за унапредување на македонскиот јазик. Ваму имаме цел инспекторат кој што ќе биде во состав на Министерството за правда со својство на правно лице. Како што има многу други инспекторати, имаме и за екологија, и тоа е правна обврска. Него сакам да кажам за ова финансиите. Дали овој инспекторат ќе го регулира само употребата во врска со овој закон или во врска со употребата на македонскиот јазик исто така каде што не се почитува? Мислам дека почетните членови им обезбедуваат на граѓаните да ги користат двата службени јазика и во ситуации кај не се користат или не му се овозможува, може по некоја инерција и тој инспекторат да го направи тоа. Но фактот дека законот за користење на македонскиот јазик не е унапреден, дека не подразбира санкции, тоа не значи дека овој закон е фелеричен, тој треба да се унапреди. И второ, таа мерка тука е ставена затоа што кај нас имаше случаеви и законот 2008 и 2011 не се спроведуваше и конкретно го имаме случај со град Скопје, каде што на реакција на јавноста дека не се постапува согласно законот за користење на јазикот кој го зборуваат повеќе од 20%, прошлиот градоначалник формираше комисија за тоа. И не може вие да имате законска обврска, а да немате кој тоа го спроведува. Што не можевме ние као граѓани да дигаме пријави за тоа што градоначалникот не го користеше тоа. И казнените мерки не се кон обичниот граѓанин, иако во јавноста имаше и такви кон органите и кон директорите на институциите. Представниците на институциите, истите тие институции, и само да ви кажам еден пример кој мене ме така
ме интригира. Значи, немавме никаква реакција во оваа наша јавност, кога пред 4-5 години владата донесе одлука да сите таксисти во оваа држава морат да знаат англиски јазик. Значи, никој не реагираше на тоа, затоа што... Зошто? Затоа што е светски јазик, затоа. Па што ако е светски јазик? Па види, светскиот јазик, за да комуницирате со светот, треба да излезете од Македонија. Ако ми имаме толку резерви, толку обструкции за користење на јазикот на првиот комшија, што ќе вие комуникација со целиот свет? Немојте така. Ајде, ви благодарам тука за сега да го слушнеме мислењето на професорот Људмил Спасов, па се враќаме со прашањата од публиката кои што се надевам е настрплива да ги постави кон нашите дискутанти. Позитивната страна е дека овој закон може да воведе ред на нештата, ред кој што е изместен во моментов. Значи, еве да ги споменам најбаналниот пример со обеќаените знаци и ознаките на местата каде што се движиме по патиштата, особено онamo кој што има другојазично население, каде што според закон треба да оди македонски, албански, англиски. Често среќаваме и тоа во така наречените жолти или споредни знаци, албански и македонски, што не е пропишено со ниту еден закон. Може да ги олабави луѓето дека јазичните прашања веќе не се на преден план и не се искористуваат, туку луѓето треба да си соработуваат во својот секојдневен живот на овој или на оној начин, онаму каде што ќе се јави практична потреба. Значи, требаше ваков закон да постои, да се направи. Сега морам малку историски да се вратам. Ова не е ништо ново. Ако се повикаме, сега морам да се повикам дури на 74-та година, можем понатаму и одастом да се повикам, меѓутоа особено на 74-та, оној устав од ЦФР, кој што потоа се преработи, односно се продолжи во устави на социјалистичките републики, каде што во нашиот устав, Социјалистичка република Македонија, пишуваше дека македонската држава е држава на македонскиот народ, на албанската и на турската народност. И според тоа, и системот на школување беше таков. Да го споменам денешниот педагошки факултет, педагошка академија, каде што имаше настава на 3 јазика. И натаму, да споменам уште еден детал кој што може би малку им е познат на луѓето, дека секој имаше право својот извод од матичен да го извади на својот мајчин јазик. Дојде рамкомниот договор, потоа дојде новиот устав, на каде што е ова забележано и можеме и така да гледаме дека овој закон е фактички завршување на рамковниот договор. Чи не се споведува двојазичност. Точно е, македонскиот јазик е јазик на македонската официјален, државен, како сакаме, службен јазик на македонската држава во целина, со тоа што се унапредува, дали тоа ќе се споведува, дали тоа ќе важи и за Штип, например, каде што има или малцинско албанското население или некое друго население, јас не гледам каде се загрозува македонскиот јазик, значи и натаму албанците ќе си го потребуваат својот јазик. Оние албанскија повеќето од нив кои што сакаат да комуницираат со македонците и во секојдневниот живот, па и во службениот, ќе користат македонскиот јазик. Значи не се само збор корисници на македонскиот јазик само македонците, туку и целата држава, сите луѓе, сите граѓани на државата. Добро, тоа беше мислењето на професорот Спасов. Ја замолувам публиката да почне со своите прашања. Повелете, тука се студенти од Правниот факултет во Скопје, се разбира и од други институции и невладини. Добар ден, јас сум Руфат, студент на политички науки на Правниот факултет. Би сакал да го прашам професорот Поповски. Нема да навлегувам во уставноста на овој закон и дали се прекршува или не, бидејќи во минатото се прекршуваше уставот, па не видовме дека некој сноси одговорност за тоа. Би ве прашал дали според вас овој закон покрај тоа што ќе биде правен, би бил и праведен. Благодарам. Дали ќе биде? Праведен. Правен акт. Дали е праведен? Праведен. Видете вака, кога се овозможува употреба на јазик кој што реално постои во една земја и го практикува една релевантна бројка на граѓани
во секој случај, значи, при една, така да се каже, либерална јазичка политика, не знам земји дека јазикот попречил за нормални односи. Јас мислам дека тоа е почит кон културата на своите сограѓани и треба да споменам дека има земји кои што лимитот на службена употреба на законите на немнозинските заедници или малцинските групи го имат и на 5%. Например, финскиот и шведскиот однос, каде што шведскиот јазик со 5% е службен јазик. Или, например, Израел, кој што е унитарна држава, он признава 3 јазици внатре и јазиците не се факва причина за сударот внатре во таа заедница меѓу арапите, например, и израелците, туку други се проблемите што ги судираат. Сметам дека доколку сето тоа е афирмација на културата, и друго, доколку го унапредува статусот во смисла на рамноправност на граѓаните во целата заедница, тој влог е апсолутно позитивен, а за Република Македонија е кохезивен во однос на општеството и на одржувањето. Би сакал да прашам и професорката, бидејќи спомена дека јазикот служи како средство за комуникација помеѓу луѓето. Дали сметате дека немањето на комуникација помеѓу две етнички групи е прашање на јазикот или е прашање можеби на различните култури, различната социјализација помеѓу нив? Интересно прашање, значи јазикот е средство за комуникација секако и дека за да комуницираме треба и едните и другите да го знаеме јазикот. Јас конкретно, например, кога моето дете стигна таму на некоја возраст од 11 години, многу сакав да го учи јазикот. И му беше понудено во програмата наставна, имаше тогаш, дека може да факултативно да се посетува настава, како изборен предмет, всушност, да се посетува настава по албански јазик. И тој не беше единствен и осамен случај, инаку живееме во центарот на главниот град. Не беше осамен случај што беше за поздравување во неговото оделение од 30 деца, 1/3 деца сакаа да изучуваат албански јазик. Но, за жал, никогаш не стаса учител не се обезбеди учител по албански јазик. И мене навистина ми е во оваа ситуација денешна ми е навистина жал што ние живееме на исто парче земја, а ја немаме комуникацијата. Вие како млади луѓе веројатно вие гледам го зборувате македонскиот одлично. Но имаме такви ситуации, пред некое време на една друга телевизија имаше една репортажа кога деца од Скопје отишле во Липково и го користеле англискиот како средство за комуникација. Зошто, кога живееме во една земја, зошто да немаме? Да не го познаваме ниту едните, ниту другите. При што се изучува македонскиот јазик како прв и државен јазик и загарантирано и со закон обезбедено, дека мора да се знае да се зборува. Во овие заедници, во Западна Македонија, таму и северо-западна Македонија, каде што имаме 20% од населението што зборува албански јазик, јас мислам дека со напредување на наставни програми би требало да се направи, да се изучува и јазикот на другиот. Добра, благодарам. Други прашања? Да, јас сакам да прашам. Сандра Станишковска, студент на Правниот факултет исто политички науки. Сакав да ве прашам, до сите присутни, не битно кој, дали имаше огромна потреба за изгласување на овој закон на национално ниво, кога има општини во Република Македонија што, пример, не е застапено албанското население во тие општини. Дали во тие општини сметате дека би требало да се зборува, да се изучува тој јазик или да се користи во јавната администрација кога не е застапено албанското? Добро, ајде Муслиу и Арачки. Да се расчлени разликата. Значи во Берово
пример, убаво место сум бил и затоа го спомнав. Значи во администрацијата на Берово нема да се користи албанскиот јазик. Но во подрачните единици на министерствата, пошто така кај нас се организирани. Значи подрачната единица на УЈП во Берово е исто што УЈП во Скопје, тоа е дел од истиот орган. Може би кај нас фелерот е што централната власт 90-та година така се организираше. Значи 91 е тоа направено во март или април, каде што локалната власт де факто и се намалија ингеренциите. И тоа е друг проблем за кој може би треба да разговараме. Но УЈП во Берово и УЈП во Тетово се дел од исто УЈП. И овој закон ги регулира односот на граѓанинот кој зборува минимум 20, повеќе од 20%, значи албанскиот јазик, со тие институции. Значи не со општина Берово, туку со представништво на УЈП и на со државните институции во општина Берово, да. Друго прашање дали он во Добро, да, прашањето беше дали имаше потреба ова да се направи, тоа беше, да. Значи ова е согласно устав. Друга работа е како кај нас се направи атмосферата и на ова се гледа како нешто провокативно. Барање за јазична равноправност во албанскиот политички дискурс е присадно 90-та година. Кај нас се извлече оваа работа кода сега се појавила, па дури и прошлата пролет со Тиранската платформа се направи таква атмосфера како да тие прашања сефте се појавуваат. Ја ве уверам дека од 90-та година ова е тенденција на албанските политички партии, на албанската заедница и не е нешто ново. Ја можам, ако ми кажете каде, на кој имейл да ви пратам свидетелства од Тетово и Гостивар, кои биле двојазични во 60-тите и во 50-тите години, и каде што дури тогаш албанскиот бил прв јазик. И тоа немало негативна влијание врз коезијата на заедниците. Јас се согласувам дека за да зборуваат двајца треба да го знаат јазикот, но најбитно е што кај нас не се размислува многу на тоа е да имаат желба да разговараат. Значи кај нас се инсистира да го знаат истиот јазик, а од друга страна негативно се влие врз желбата тие да комуницираат. Значи кај нас јазикот реално не се учи само во училиште. Реално вие ако сакате, не само да го довршам. Значи вие за да може да функционирате во едно општество каде што македонскиот јазик е мнозински јазик, вие ќе го научите ако сакате да функционирате. Ако сакате да се изолирате, вие немате ни албански да го научите. Значи пристапот е погрешен. Овој закон регулира однос на тој јазик со институциите, а не со граѓаните. Со граѓаните ми треба дополнителни политики кои ќе ги поврзуваат граѓаните да промовираме као држава, а не исклучивост. Арзовски, истото прашање за вас? Уште еднаш сакам да ви потенцирам дека проектот е политички, а не правен. И во таа смисла, тој има за цел да ја поттикне употребата на албанскиот јазик, па со тоа да ја зголеми лојалноста на нашите сограѓани албанци кон оваа држава и нивното чувство дека е ова нивна татковина. И во таа смисла, дури и кога би се појавил, според вашето прашање, теоретски, еден албанец, кој би сакал да, кој за пријава за работа, да речеме, во општина Берово, би имал свидетелство на албански јазик. Овој закон предвидува дека тој тоа свидетелство не би морал да го преведува на македонски. Дека би можел да го поднесе на албански и дека општината, односно капацитетите на државната власт, би требало да му овозможат да ги следи сите административни, судски или сите процеси кои се дел на извршната власт на својот сопствен јазик. И тоа е логично за сите сограѓани албанци, без оглед на тоа каде се наоѓаат на територијата на Република Македонија. Да претпоставиме дека Алберт, следниот пат кога ќе оди во Берово, таму кај што е ограничено 40, ќе вози 60 и го фати полиција. И треба се објаснува на суд. Логично е, за да не биде оштетен во својата одбрана, државата да му обезбеди можност. Сега, Алберт е лош пример, бидејќи сигурно супер би се снашол и на македонски настене надзбори и не вози брзо, но некој албанец кој не го разбира толку македонскиот јазик, логично би било да му обезбедиме можност да се одбрани на својот мајчин јазик, каде и подобро може да се одбрани без оглед дали се работи за општинска, судска, извршна или законодавна власт. Дека со ова дополнително ќе се намали комуникацијата, како што кажавте дека македонците и албанците не комуницираат. Дали сметате дека дополнително би се намалила комуникацијата, бидејќи секој би го изучувал својот јазик? Апсолутно не. Мислам, за ова можам да гарантирам, затоа што јас сум се образувал на албански јазик. Ја тоа го кажав на почеток. И во основно и во средно образование, високото сум го завршил на српско-хрватски, па магистерски и докторски на македонски. Така да не е тоа
главниот причинител на комуникација. Ако некого вие му кажете дека мора да го учиш овој јазик, тоа не е причината да комуницира со својот сограѓанин. Значи, атмосферата е таа, која кај нас многу малку се работи на тоа. Ја ги разбирам и стравовите кои се присутни во општеството. Ако некој политичар вам ви кажува дека вие ќе бидете казнети ако со мене не зборувате на албански, нормално дека ќе се уплашите, но тоа не е точно. Значи, комуникацијата помеѓу заедниците е рефлексија на атмосферата која се креира. Ако некој од Липково не биде привлечен да дојде у центар да разговара со некој на македонски, он нема да го научи јазикот. Или ќе го научи со преведувач. Но ако се чувствува во тоа општество, ако тие коезивни програми или таа коезивна атмосфера се промовира, сигурно дека попрактично ќе му биде, или мене би ми било уберово, да пополнам формулар за вработување на македонски, но јас сакам, ако тоа право сакам да си го спроведам, да ми се овозможи. И второ, значи, со овој закон не предпоставува дека некој представник на централната власт уберово треба да научи албански јазик. Затоа е таа агенција. Преку формулари, преку електронски комуникации, сето тоа ќе се спроведе и таа агенција е таа која ќе го растерети тој финансиски товар врз општините каде што нема од овие заедници. И само да укажам на тоа, овој предлог закон има и финансиска рамка. Значи, не можеме ние да предпоставуваме дека ова ќе кошта милиарди денари. Тука има предпоставки дека кошта не повеќе од, и тоа за 4 години не кошта повеќе од војнот на конј кој ни е на площад. Така да работа на приоритети и работа на атмосфера која се креира. Значи, не он толку страшно скап. Затоа што општините во Тетово, Гостивар, Боговиње, иако, например, нема македонци во некои од тие општини, има двојазичност. И овој товар на двојазичност паѓал на буџетот на тие општини, па не пропаднале тие. Знаете, не треба атмосфера да се ствара негативна. Јас сум прилично убеден дека ова само ќе ги приближи албанците кон институциите и кон државата, а од друга страна сите тие албанци или сите македонци или сите турци, роми кои сакаат да комуницираат и да бидат поконкурентни на пазарот, ќе учат повеќе јазици. Нема да учат еден или два, ќе учат сигурно повеќе. Добро, сакаше да објаснување Арсовски? Мене ми се допаѓа вашето прашање. Тука можеби ќе развиеме поинтересна дебата, бидејќи не сум сосема убеден дека ова што го кажува Алберт, дека комуникацијата помеѓу двете заедници зависи само од волјата. Точно е дека ние не работиме доволно на волјата за комуникација и дека таа е можеби неопходниот услов за подобрување на нашата интеркултурна и мултикултурна комуникација. Прашањето јас го разбирам, поправете ме ако грешам, и тоа се надоврзува со дискусијата што имаше професорката на почеток, е дали ние, промовирајќи ги двата јазика низ општеството, де факто им овозможување на нашите граѓани да живеат без да мораат да го научат другиот јазик. Например, да живеам јас како македонец во Тетово, каде голем дел од граѓаните зборуваат албански, да си го поминам целиот живот преку преведувачи. И никогаш да немам потреба да го научам албанскиот јазик, што би било нормално во таа комуникација. Тука доаѓа атмосферата. Атмосферата на комуникација многу влијае. На тоа бидејќи јазикот сепак не се одвива само на писмено и само во судница. Интеркултурната комуникација не се одвива само на тој начин. И има дополнително, точно е дека како што работиме на унапредувањето на употребата на јазиците, ние треба да работиме и на оние точки на интеграција кои не држат заедно. Например, дали вака правиме две множества кои немаат пресек и кој е тој пресек? Кога би го дефинирале тој пресек, тој не може да биде само македонскиот јазик. Видите, тоа е наметнување на некаква неприродна ситуација во која нашите сограѓани албанци, за да имаат како да комуницираат со нас, мора да го научат нејзиниот јазик. Вие можете тоа да го направите како држава теоретски. Вие можете теоретски да наметнете дека секој за да дипломира, за да добие средношколска диплома, како се вика матурска, мора да положи некаков државен испит по македонски јазик. Но за тоа треба да бидете подготвени паралелно да наметнете дека сите од прво до 8 оделение во Тетово и во Гостивар, без оглед дали се македонци или албанци, мора да учат албански. Дека сите вработени во општината во Тетово, без оглед дали се македонци и албанци, мора да знаат и албански. Ако сте подготвени на тоа како држава со целиот механизам робусен кој на државата и
и стои на располагање, може да се влезе во таков проект. Додека го немате тоа, мора да работите на атмосферата и при тоа да им овозможите на вашите сограѓани унапредена употреба на јазикот, за воопшто да сакаат да разговараат со вас. Не знам дали ви... Благодарам. Да. Благодарам. Да. Имаме ли други прашања во публиката? Сега за сега не. Прашање на Facebook, што веројатно некој од вас ќе знае да ми го одговори. Дали ќе се менуваат личните документи во општините каде има над 20% друга националност албанци, односно дали ќе бидат двојазични и на македонците? Согласно овој закон, тоа право му се дава на Личен избор. на тој што користи јазик кој зборуваат повеќе од 20%, а не е македонски. Значи тоа го претпоставува, беше и порано така, не. И сега има двојазични лични карти. Добро. Повелете забелешка? Јас би сакал сепак еден аспект да наметнам за дискусија, Ајде. а тоа е, например, оно што го заговорив на почетокот. Дали двојазичноста која што се јавува во опсегот што е предвиден во законот може да се совлада без штета на функционирањето и ефикасноста на односните институции, едно, и второ, некои решенија кои што се јавуваат како абсурдни. Првото прашање, например, во членот 6, став 2, сите одлуки, други акти, како и легитимации и така натаму, на сите институции од членот 1, став 3, на став 3 од членот 2, покрај на македонски се преведуваат и на Добро, што сакате да и кажете на албански со ова? јазик. И зборот ми е станува збор за органи на државна власт, за институции, за мислам други институции што вршат јавни овластувања, дирекции, агенции и така натаму, меѓутоа за установи, за јавни предпријатија и пишува таму и други институции и слично. Целокупниот тој пакет при непостоење на капацитети внатре во тие органи, за да може тоа брзо да оди. Дали таа агенција и која е таа структура која што може дневно да ги решава, преведува и слично, за да можат постапките и функцијата на тие органи да одат. Тоа е едно големо прашање. Тоа испаѓа дека таа агенција треба да вработи 400 души отприлика или 300 души. Да, Всушност, главните забелешки тој на работа. Иванов, на председателот Иванов, се дека со законот се воведува еден скап паралелизам во сите органи на државната власт, што води кон нивна блокада и нефункционалност. Се согласувате со тоа дека тоа е една од главните како една причини? реална консеквенца на решенијата така како што се дадени. Да, но тоа не е неуставно, тоа е само еден проблем на државата кој што треба да се реши. Абсурдните решенија, например, во членот 3, во членот 6 став 2 и во членот 9 став 2 се состојат во тоа што доколку именуваното лице или избраното лице припаѓа на албанската заедница, значи јазикот што го говори повеќе, тогаш таа институција задолжително сите акти, одлуки и така натаму двојазично ги прави, а тој во службената комуникација со соодветните паралелни институции, например со министерства, доколку е училиште со градот Скопје, ја врши на ист начин. Тоа значи паралелно. Доколку дојде за декан, албанец на правниот факултет, тој треба да ги сите документи прави двојазично, а на економскиот ако не. Во следен избор, доколку на правниот факултет дојде македонец за декан, отпаѓа обврската. Истото тоа се однесува и на гимназиите, и на болниците, и на другите. Јас мислам дека тоа се... Сакате да кажете, има уште многу работи што треба тука да се доразрешат. Да, кои што се абсурдни, бидејќи се отишло по еден принцип екстензиот ад абсурдум и се доведува до една невозможна ситуација. Јас разбирам една поента, а таа е следната. Во сите министерства досега, каде што министри биле албанци, таму било застапувана, да речеме, правичност, соодветната вработеност над
пропорцијата. Меѓутоа, тие поголеми пропорции во тие министерства овозможија на општото ниво, на Република Македонија да се крене на 18%. Бидејќи во другите има 6%, што значи има игнорирање на принципот кој што е уставен ставен. Председателот има минимално. Да, кај председателот има Мислите ли дека и сега ќе има еден волунтаристички пристап при толкувањето на законските решенија? Мора законот уште еднаш да се погледа од рационална гледна Добро, меѓутоа не видовме дека постои спремност во владачката коалиција за ново разгледување на законот. Има подзаконски акти кои треба да произлезат од ова и да се објасни целата процедура како тоа ќе се случи. Ова за гимназиите важи за гимназии во општини каде што има заедница која зборува повеќе од 20%, значи не и за болници. Да. Значи само да ви кажам, кај нас и за факултети, на пример во гимназиите, гимназиите, во гимназиите тоа било присутно и пред 20 години и дури беше политички проблем во касните 80-ти години за евиденцијата, на пример. Според законот имаме различна пракса. Гимназија и гимназија, за едната гимназија важи, за другата не важи. Зависи територијално кај е поставена. Не, без оглед што Не, зависи кај е поставена територијално. Кој е раководител спрема законот? Тоа е дополнително. Но не важи. Ако вака почнеме сега само да кажем, ако е 2 сати, сакам друго да прашам. Законот сега повторно е во собраниска фаза. Следниот понеделник треба да се гласа и од политичка гледна точка ВМРО-ДПМН не ги употреби до сега своите аргументи за на собраниска седница да влијае во, ако тие сметаат, подобрување на законските решенија. Дуи од друга страна не покажа спремност за одново читање или одредување на одредени работи кои што може да го подобрат или да го поедностават законот. Како мислите дека на политички планова ќе влијае во собранието сега? Ја мислам дека во собранието, ако не се вклучи ВМРО-ДПМН во тие 19 точки на кои имаше реакција или писмена реакција од председател, дека ќе нема кој да постави амандмани. Мнозинството имаше можност и во двете први читања да постави амандмани таму или да дигне одредени прашања. За жал, кај нас атмосферата ќе се тензионира дополнително. Тоа е за мене најголемиот проблем. Нема пристап, нит со самото невклучување на ДПМН, тоа му помага на процесот. Ја мислам дека и ВМРО-ДПМН треба да рефлектира и некои законски решенја кои се тука присутни, а биле дел од претходните закони, тука се само пренесени затоа што тие закони се стават во функција, треба бар тие да ги подржи. Знаете, невозможно е 19 од 25 члена да бидат спорни за председателот, а ние сме имале закон за регулирање на користењето на албанскиот јазик. Може би само 5-6 члена каде што се зборува за финансиите и за казнувањето не се спорни. Не знам дали тие се спорни. Така да, претенденциозно му се пристапува на овој проблем. Ја реално верувам дека дебатата ќе биде. Имате ли дека чувство дека причината за тоа лежи и во СДСМ и ДУИ кои што не успеа претходно доволно добро да ја објаснат оваа нова содржина на законот, бидејќи одредени решенија како да се протнаа преку ноќ? Ја мислам дека сите наши пратеници, вклучувајќи и опозицијата, се свесни за законот и овој закон го имаат и не дека е он преопширен, па не може да го разберат. Ако требало дополнителни објаснувања, може ли истите да ги побараат, но не да се креира атмосфера која само генерира тензии. Значи нема да го има позитивниот ефект кој треба да го има. Ако се унапредува со овој закон користењето на албанскиот јазик, тогаш треба и атмосферата да биде позитивна, за да тоа што треба ми е да го постигнеме поголема лојалност или голема отвореност на таа заедница кон институциите, да не завршиме со негативен ефект. Да. Благодарам, да ги видиме поентите на вечерашната емисија. Значи, ние го губиме основното средство за комуникација кое досега е македонскиот јазик. Имаме во младата генерација, кај младата популација, родена 90-тите години, имаме една ситуација кога ниту албанските деца го зборуваат македонскиот, ниту па македонските деца го зборуваат албанскиот. Тој не е, така да се каже, прецизен во номотехничка смисла, не е јасен, едноставен и прецизен за употреба. Не гледам како му е на македонскиот јазик на било каков начин наштетен. Ние не можеме да разговараме дека сакаме да ги ограничиме правата на еден етникум во државата, кога ниту еден член во тој закон на ниту еден начин не го намалува опсегот, употребата или правото на користење на македонскиот јазик.
како сме ние како македонци оштетени, затоа што нашите сограѓани албанци имаат право да го користат албанскиот јазик. Целата атмосфера се прави со негативен пристап. Значи, не може здобивање на некои права на една заедница да значи наштетување на другата. Јас се слагам дека овде не се вклучени и помалите заедници. Но тоа е мана на рамковниот договор. И не е ова единствен момент каде што се прави дистинкција помеѓу најголемата немнозинска заедница и другите. Добро, овде дебатата во студиото, колку што гледам, продолжува. Веројатно ќе продолжи и по завршувањето на емисијата. Јас тука сакам да ви се заблагодарам на сите што вечерва бевте мои гости. Се разбира и на студентите и публиката во студиото. Вие останете со програмата на Телевизија 24. Следува серија во која што се зборува македонски, но има примеси и на албански, и на англиски, и на германски, и на српски, и на хрватски. Тоа е Преспав. Останете со нас.